Почитувани новинари, почитувани граѓани, бараме директна одговорност од Ковачевски за францускиот предлог, кој самиот го преговараше и договори. Ковачевски не може да манипулира дека тој и владата не знаеле за предлогот, во чија подготовка учествувале официјални државни органи. И според изјавите на Стево Пендаровски, но и бројни дипломати од кариера, предлогот бил изработен со вклученост на сите страни. Бараме одговорност и оставки од Бојан Маричич и Бујар Османи, како директно вклучени во процесот на преговори. Одговорноста не смее да се сведе на принципот на кабелот е виновен за пожарот, на некои административни функционери. На народот му е преку глава од манипулации. Доколку Ковачевски не бил запознаен со предлогот, како што тврди, иако е невозможно да не знаел што работат неговите подредени, треба да побара оставка и од Османи и од Маричич, или самиот да ги разреши веднаш. Иако веруваме дека Ковачевски цело време стои зад понижувачкиот предлог и бил запознаен со деталите од истиот, но и го менаџирал процесот за туркање во јавноста на истиот. Да не заборавиме дека целиот план им бил преку блицкриг манипулација, да се манипулира и лаже јавноста. Предлогот веднаш да помине во Бугарското собрание, што е одолговлечено поради оставката на бугарската влада, а потоа и блицкриг операција за поминување на овој предлог во Македонија, преку креирање на еуфорија за почеток на преговорите. Ковачевски треба да си даде оставка поради манипулација и лажење на јавноста, но и нанесување на трајна штета на македонските преговарачки позиции. Со согласноста која владата и Ковачевски има дадено на овој предлог, воопшто и да излезе во јавноста, се поставени темелите на идните бугарски уцени во иднина. И можноста секој следен предлог да биде најмалку лош како овој. Вака направената штета не е моментална, туку трајна, и за ова мора да има одговорност. Македонија се поизвестно дека ќе доби уште едно вето, а ќе остани со трајно нарушени преговарачки позиции. Поради трајното нанесување на штета на македонските преговарачки позиции, владата мора да падне. Избори се решение. Ви благодарам на вниманието. Повелете со прашања доколку имате. Во моментов тоа што го бараме се оставки и одговорност од страна на Османи и на Маричич и на Ковачевски. Впрочем, видовме како завршуваат интерпелациите, ќе ве потсетам само на интерпелацијата за Талат Џафери. Меѓутоа, во наредниот период, во периодот кој што следи, органите и телата на партијата ќе заседаваат и ќе одлучиме како понатаму. Благодарам.